Имаме големи планови за наредните 4 години. И тие ги има во нашата програма. Ќе споменам само дел од нив. Освен што ќе бидеме силно, како и досега, најмногу фокусирани на отворањето нови работни места, а предвидуваме најмалку за 4 години најмалку 64.000 нови работни места и минимум 30 нови фабрики во технолошко-индустријските зони, со најмалку 10.000 вработени во нив. Така предвидуваме пензиите на пензионерите, социјалната помош на примателите на социјална помош, како и платите во јавната и државна администрација секоја година да растат по 5%, за само 4 години да пораснат за 21,5%. Покажавме дека можеме и тоа е најсилна наша гаранција за ова ветување. Ветуваме исто така изградба на нов, најсовремен клинички центар, односно комплекс клиники Мајка Тереза во Скопје. Во склоп на сегашниот клинички центар, инвестиција вредна 70 милиони евра за најкапиталниот здравствен објект во Македонија. Во него ќе бидат сместени најмалку 25 клиники кои се наоѓаат во склоп на клиничкиот центар, во најсовремени услови за грижа и третман на пациентите. Постапката е веќе започната, очекувам ова лето да почне и градбата. Очекувам исто така ова лето да заврши градбата на детската болница во Козле, која неодамна ја посетив и е во финална фаза на завршување. А исто така предвидуваме темелна реконструкција на градската болница 8 септември, но и на старата градска болница Свети Наум, исто така темелна реконструкција, а наскоро ќе заврши реконструкцијата на поликлиниката Букуреш, која што 30-40 години откако е отворена немала реконструкција. Така работи ВМРО ДПМН. Ветуваме изградба на втората фаза од жичарницата, од црквата Свети Јован до Средноводно, со што целосно ќе се заокружи овој проект и ќе му даде посебен дух и обележје на Водно. Ветуваме целосна рехабилитација и надградба на железничката станица во Скопје, вклучувајќи и подобрување на пристапноста на патниците, имајќи ги предвид и патниците со посебни потреби, како и подобрување на сигурноста и безбедноста преку модернизација на системите за сигнализација и информирање. Предвидуваме разработка и спроведување на студија и проект за функционална поврзаност на велосипедските патеки во градот Скопје и сите скопски општини. Предвидуваме да доделиме специализации во повеќе земји, во понапредни медицински центри во странство за најмалку 70 лекари, специализанти од повеќе области на медицината, со цел уште повеќе да се подигне стручноста на нашите доктори, а тоа ќе доведе во крајна линија и до подобри услуги за сите пациенти во Македонија. Од следната година започнуваме со испраќање на обуки на најмалку 1000 лекари и друг медицински персонал од Македонија во странство. Ова е и минатата година по 500, од следната по 1000 лекари, медицински сестри, клинички фармацевти и друг медицински персонал ќе оди во многу понапредни медицински центри во Америка, Европа, Азија, за да научат нови вештини, да научат нови методи на лечење или на диагностицирање и да помогнат на нашите граѓани тука во Македонија. Во здравството ветуваме и воведување на телефонски центар, кол центар, проект кој се вика Ало докторе, за советодавни услуги и упатства за сите граѓани за кои не е потребен итен медицински третман. Некои настинки, покачена температура и слично, за кои што лекарите може да го дадат првиот совет на некој кој што има проблем. За тоа ќе биде формирана посебна служба, со посебни лекари вработени и тие ќе се занимаваат само со тоа. Предвидуваме намалување на цените на роаминг услугите во мобилната телефонија, кои ќе ги плаќаат лицата кои патуваат во странство. Предвидуваме зголемување на бројот на електронски јавни услуги
кои ќе ги нудат државните институции со висок степен на софистицираност.